Знаете ли дека најголемата новогодишна торта е тешка 66 тона? Најпрвата елка во целиот свет била украсена со јаболки и ореви. Во Мексико постои трка во која луѓето тршаат додека држат огромна зелфа. Зошто Нова година? Не прашувајте. Во Кина Нова година се слави 15 дена. Дали се знаеле дека првпат новата година се славила пред 4000 години во Вавилон? Се славила дури 12 дена. Сите луѓе си прават листа со желби, ама мене ми прават листа со зборови што не треба да ги кажувам пред гостите. За Нова година во нашето семејство имаме правило. Не влегој во кујната ако не помагаш. Затоа јас секогаш помагам. Помагам да си изедат колачите. Што е најважно за Нова година? За тато да не заспие пред полнок. За мама да не изгори печеното месо. За мене да има интернет. Ако Деда Мраз ја поминува цела планета за 24 часа, треба да патува со 10 милиони километри на час. Старите римјани верувале дека на 1 јануари требаат само да кажуваат добри зборови и да прават добри дела. Знаевте ли дека поларните мечки може да намирисат храна дури од 30 километри? А дали знаете дека најголемата новогодишна пиротехника се прави во Дубај? Се палат повеќе од 500.000 огномети во една ноќ. Дали знаевте за Нова година дека Земјата е најблиску до Сонцето, а не најдалеку? Некои луѓе веруваат дека што ќе правиш на 1 јануари, ќе го правиш цела година. Затоа никој не чисти тој ден дома, ама затоа јас јадам колачи. За Нова година фрижидер е најумилено место дома. Се гледаме таму секој 15 минути. Во Канада постои место што се вика Северен пол. Таму на вистина пристигнуваат писмата за Дедо Мраз. Поштенскиот код е ха-ха-ха! Во Италија за среќа се носи црвена облека на 31 декември. Дали знаеш кој е најволшебниот спорт? Па, те молам. Не. Па кој е? Мам. Викаш мама и добиваш се што ти треба. Кебе, чаршав, чаша вода, играчки. Мамо! Си поставив новогодишна цел да бидам поорганизирана оваа година. Првиот чекор, да си ја напишам целта, само да си ја најдам тетрадката и пенкалото, некогаш, некаде. Знаете ли дека кога паѓа снег се е толку тивко? Затоа што снегуките имаат мали празнини и го собираат звукот. Интересно, луѓето во Данска имаат обичај за Нова година да фрлаат чинии пред портите на пријателите. Колку повеќе скршени чинии, толку повеќе пријатели. Луѓето
често си даваат новогодишни ветувања и ги забораваат на 2 јануари.